Институтот за европска политика по четврти пат организира национална дебатна анкета на која граѓаните ќе имаат можност да се информираат, да дискутираат и поставуваат прашања за клучните теми во општеството. Оваа година темата на која што ќе се дискутира е надворешната политика и односите на Северна Македонија со НАТО. Методот на дебатна анкета предвидува спроведување анкета на репрезентативен примерок од 1200 испитаници од целата држава, од кои 150 ќе присуствуваат на дводневен настан во Скопје. Граѓаните на дебатниот настан ќе имаат можност да се информираат и поделени во 11 групи да дискутираат на темата помеѓу себе, пошто ќе поставуваат прашања на панел составен од носители на одлуки и експерти. По завршување на дводневниот настан, учесниците ќе ја повторат анкетата, пошто ќе се мерат разликите во нивните ставови и знаења за темата. Со цел давање повеќе информации за учесниците, разговаравме со нашите колешки за да дадеме краток увид во темата. Добро дојдовте на нашиот подкаст. Јас сум Леандра Тоска. Денес ќе разговараме за четвртата дебатна анкета која ЕПИ ја спроведува заедно со Универзитетот Стенфорд од САД. Методот на дебатна анкета е начин на испитување на јавното мислење, кое во себе вклучува и информирање и дискусии, со цел граѓаните да изградат информирани ставови за клучните општествени теми. Оваа година граѓаните ќе дискутираат за усогласеноста на Северна Македонија со заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ и членството во НАТО. Со мене се Едина Елези и Дориса Земон од Институтот за европска политика, со кои ќе разговараме за овогодинешната тема. Дориса, може ли да ни дадеш преглед на целите на надворешната политика на Северна Македонија? Се разбира, надворешната политика е сет на цели кои ги водат активностите на нена држава во односите со другите земји. За Северна Македонија примарните цели од секогаш биле членството во Европската унија и НАТО. Оваа стратешка насока останува константна уште од нашата декларација во 1992 година со цел промовирање на националните интереси на меѓународната сцена. Ти благодарам, Дориса. Едина, амунт натрагош писаш да размислишме, че таните кемиња диалог gjith përfshirës qytetarët për politikën tonë të jashtme. Patjetër, duke patur parasysh ngjarjet aktuale globale dhe pasqyrën e brendshme të vendit pas zgjedhjeve, konfliktet e vazhdueshme në Ukrainë dhe lindjen e mesme së bashku me ndryshimet politike në BE dhe SBA krijojnë një midis ndërkombëtar mjaft kompleks. Të kuptuarit se si këto dinamika ndikojnë në vendin tonë është shumë e rëndësishme për nxitjen e proceseve të qëndrueshme demokratike dhe vendimarrje të informuara. Të faleminderit Едина. Дориса, што може да ни кажеш за усогласеноста на надворешната политика на Северна Македонија со ЕУ и НАТО? Северна Македонија стана членка на НАТО во 2020 година, што значително ја закна нашата безбедност и стабилност. Тековна стратешка цел е да започнеме целосни преговори за членство во Европската унија. Ова вклучува поблиска економска соработка, усогласување на нашите закони со стандардите на ЕУ, почитување на владењето на правото, почитување на човековите права и негување добрососедски односи. Добра, кои се позитивните и негативните точки на ова усогласување? Позитивните се зголемено меѓународно присуство и влијание, регионална стабилност и економски придобивки. Меѓутоа има и негативни, како што се потенцијална загуба на независноста во надворешната политика и економската зависност. Точно, ти благодарам. Едина, амунт наш пјегошти се чка është politika e përbashkët e jashtme dhe sigurisë të BE-s dhe pse kjo është shumë e rëndësishme për Maqedoninë e Veriut? Politika e përbashkët e jashtme dhe sigurisë synon që të përmirësoj paqen, sigurinë dhe bashkëpunimin ndërkombëtar për shtetet e vogla siç është Maqedonia e Veriut. Multilateralizmi është kyç, por afrimi me politikën e përbashkët të jashtme dhe sigurisë na lejon që të kontribuojmë në stabilitet global dhe të demonstrojmë përkushtim tonë ndaj vlerave të përbashkëta si për shembull demokracia dhe të drejtat e njerit. A mund ta flasësh pak për përfitimet dhe për mangësitë? Patjetër, përfitimet përfshin rritjen e sigurisë, solidaritetin politik dhe mbështetjen ekonomike, ndërsa mangësitë mund të jenë autonomia e kufizuar në politikën e jashtme dhe konfliktet e mundshme me shteteve jo anëtare të BE-s. Të faleminderit Едина. Дориса, каква улога има санкциите кои ЕУ ги воспоставува кон Русија против Русија и како е Северна Македонија погодена од усогласувањето со овие санкции? Санкциите се критичен инструмент на заедничката надворешна безбедносна политика. По агресијата на Русија против Украина во 2022 година, ЕУ воведе строги санкции со кои Северна Македонија целосно се усогласи.
Овие санкции влијаат на нашата економија, особено во сектори како текстилната и земјоделската индустрија. Сепак, тие исто така покажаа наша солидарност на политиките на ЕУ и наша посветеност на меѓународното право. А ќе може и да ги наброиш позитивните и негативните аспекти на овие санкции? Позитивните се промовирање на меѓународниот мир и демонстрација на солидарност. Негативни се економските реперкусии, особено во погодените индустрии. Сепак, ЕУ се обидува да ги компензира економските последици од овие санкции. Ти благодарам, Дориса. Edina pyetja e fundit, cilat janë përfitimet dhe sfidat e antarësimit të Republikës së Maqedonisë në NATO dhe cilat janë aspektet pozitive dhe negative? Atëherë, antarësimi në NATO në vitin 2020 ka sjellë përfitime të shumta, duke përfshirë rritjen e sigurisë, përmirësimin e standardeve të trajnimit ushtarak dhe konsultimin e fuqishëm politik. Megjithatë, ai sjell gjithashtu edhe sfida bashkë me vete, si balancimi i interesave tona kombëtare me vendimet kolektive të NATO-s dhe përmbushja e detyrimeve financiare për kostet e mbrojtjes. Aspektet pozitive dhe negative do ishin pozitivet janë garancat të sigurisë, aftësitë e përmirësuara të mbrojtjes dhe investimeve ekonomike, ndërsa tensionet e mundshme gjeopolitike dhe ngarkesat financiare do mund të konsideroja si aspektet negative. Të faleminderit. Дориса, последно прашање, како е јавното мислење за НАТО и усогласувањето со заедничката надворешна и безбедносна политика со ЕУ во Северна Македонија? Јавното мислење е поделено, додека поддршката за НАТО е генерално висока, постојат грижи за загуба на независноста во надворешната политика, економските влијанија од санкциите. Нашата делиберативна анкета има за цел да ги адресира овие грижи преку поттикнување на нијансирани, информирани дискусии меѓу граѓаните, помагајќи им да ги разберат сложеностите и придобивките од овие меѓународни односи. Ти благодарам, Дориса, të faleminderit shumë Edina. Нашата делиберативна анкета има цел да создаде избалансирана дискусија за надворешно-политичките прашања и поставеноста на Северна Македонија. Преку ваквите дебати може да изградиме поинформирано и кохезивно општество, подготвено да ги навигира комплексностите на меѓународните односи. Материјалите со повеќе информации може да ги најдете на нашата веб страница.